Понеделник, 22 декември, добро вечер, почитувани гледачи, 24 анализа, вечерва интервју со гувернерот на Народната банка, професорот Трајко Славевски. Добро вечер, професоре. Добро вечер, поздрав до вас и до вашите гледачи. Го договаравме ова интервју, дали на крајот годината, дали на почетокот, но еве економскиот дел од дебатните 24 анализа, практично ги завршувам со вас, со ова интервју. Многу листови имам овде, бидејќи има и многу податоци кои би сакала да ги прокоментираме, а преку кои ќе видиме нели состојбата на економијата кај нас. Ајде да влезам со ова што е актуелно околу платите, тој дел да го завршиме. Денеска имаше економско-социјален совет. Нема вонредно зголемување на минималната плата, синдикатот побара 600 евра. Ќе се чека на мартовско регуларно усогласување согласно закон. Вашиот став во однос на платите е познат во јавноста, дека минималецот треба да расте согласно продуктивноста во економијата. После долги разговори, мислам, дебати, некогаш и тензични, беше донесен закон за минимална плата, во кој што е предвидена формула која што е стандардна, дека минималната плата и другите плати кои што се усогласуваат со неа треба да растат по два основи. Прво, да ја зачуваат куповната моќ на парите, што значи дека треба да бидат индексирани за стапката на инфлација. И второ, ако расте економијата и работниците имаат право на поголем удел во распределбата на бруто домашниот производ. Мислам, подобро од тоа или од таквиот пристап нема практика, да речеме, во светот, освен некои ситуации кога заради една или друга причина доаѓа до ворени зголемување на платите. Ние, како Народна банка, скоро имавме едно соопштение во врска со проекциите за наредната година и на среден рок, и таму кажавме дека нормализацијата на тамошна, на монетарната политика зависи пред се од движењето на стапката на инфлација, која била нормализација, известно олеснување, можност за флексибилизација или олабавување, затоа што ево имаме тренд на стабилизирање, дури намалување во одредени месеци од месец во месец стапката на инфлација, и секако тоа зависи од притисоците, односно отсуството од административни интервенции во областа на платите би помогнало и на Народна банка да води една монетарна политика која што ќе ја контролира на некој начин инфлацијата, ќе ја стабилизира, затоа што ниска инфлација која што не оптоварува, односно не размислуваме за неа, не ја калкулираме, не очекуваме во иднина и не се приспособуваме на некои шокови од страна на, да речеме, на цените, на пазарот, е еден вид на јавно добро. И од тука, мислам дека треба да се обстои, ако веќе сакате да бидеме експлицитен, на она што е законско решение, да има согласување на платите во март. Сега веќе влегуваме на теренот. Ова важи за, само една реченица, ова важи секако за оној дел од вработените на кој што се однесува минималната плата, и секако тоа би повлекло зголемување и на други плати, да не дојде до попресија. Да, повеќе проблемот не е кај минималната плата, туку тоа повлекување на порасти на останатите плати. Пазарот си ги определува платите во приватниот сектор. Еве веќе преку платите ќе навлеземе во инфлацијата, но сакам да ве прашам, некако ќе ги разработиме, реков, бројките во економијата, целата инфлација и растечкиот тренд на инфлацијата, како да се прекрши врз грбот на граѓаните, односно на работникот, кој очекува минималец или зголемување за 3 или 4.000 динари плата. Ако видите принципиелно дека растот на платите е фактор за инфлаторен притисок, дали истово го сметате и за порастот на пензиите, кои линеарно се зголемија по 2.500 динари? Јас немам ништо против родителите, пензионери, на нив им дојде тоа зголемување убаво. И сега за буџетот за следната година повторно се споминува изборот линеарно за 1000 динари и законско согласување. Значи,
Така. Само платите се во прашање или пензиите? Вака, значи, факт е дека во изминативе 2 години, 23-та, кои ги имаме целосно завршени, 23-та и 24-та, имаме реален пораст на платите. Значи, платите растеле, имавме двоцифрен раст на платите, а едноцифрен раст на инфлацијата. Значи, реално зголемување на куповната моќ. Дека не зборувам за најниската плата, минималната плата и така натаму. Сите сакаме да имаме, се разбира, и оние послабо платените да имат повисок, да речеме, животен стандард. Во врска, секако дека и зголемувањето на пензиите има свој удел во она што го нарекуваме зголемена побарувачка. Нели, ако имате фиксна понуда, зголемена побарувачка ќе врши притисок на цените. Но има тука нешто што сум го утврдил од да речам анализирање на состојбите во Република Македонија на економски и социјален план, било каква формула, било какво усогласување да има на пензиите, нели? Постојат циклуси, на едно 7-8 години просечна пензија ќе заостане во однос на просечната плата. Било каква формула примените, како што сме имали ние, дали е тоа швајцарска формула, ваква формула, онаква формула. Мојата теза е, мислам дека е прилично точна, дека во оној момент кога просечната пензија во однос на просечна плата е околу 60%, имаме стабилна ситуација. И пензиите и пензионерите никош не може да бидат задоволни со висината на пензијата, но се релативно задоволни, затоа што внимајте, се е релативно. Ние на некој начин живееме во една средина во која што со другите го делиме доброто и злото. Сега, со тек на време, индексирајќи ги и усогласувајќи ги пензиите по формула, се намалува релативното учество, односно споредено просечна пензија со просечна плата, и доаѓаме, како што дојдовме пред година и пол-две, да изнесува 50%. И тогаш се чувствува притисок за ворено зголемување на пензиите. Да, но моето прашање беше сега малку понародски, сакам и за граѓаните, да констатираме дека освен растот на платите, проинфлаторно делува и порастот на пензиите. Нотирам една ваша изјава, професоре. Делумно, да. Зошто делумно? Не, во помал обем. Иако линеарно се пристапи по 2.500 денари. Ама тоа е еднократно. Затоа што но тоа беа заедно или нето сума од 5000 денари по пензионер. Споредете во изминатите 5-6 години колку наврати интервентно беше зголемувана минималната плата. Не е тоа случај со пензиите. Велам, кој беше? Пензиите, да, но пензиите се зголемува согласно законот, така? Ова не беше прв пораст на... И платите се зголемуваат согласно закон. Да, но треба да видиме нели компарација со движењето на инфлацијата. Моето прашање беше дали може да констатираме дека и пензиите се фактор кој делува проинфлаторно. Зошто велам, професоре? Во многу помал обем, одошто што движењето во платите во изминативе 6-7 години кога забрза инфлацијата. Во многу помал обем. Иако е нотирано од страна на Европската комисија, посебно во делот линеарното зголемување и потребата од враќање на овој законски модел на усогласување на пензиите, мислам, една од првите ваши изјави која станавте гувернер, рековте вака: очекувам дека владата ќе го врати моделот на законско усогласување на пензиите според нели инфлација и просечна плата, како е 50% од едното и од другото. Тоа е ваша изјава. Кажав јас во минатото, без разлика која влада била, сме имале циклуси, можеби едно 6-7 такви интервенции во областа на пензиите, кога пензиите се зголемувале линеарно. Ви кажав која е причината. Како и да ги индексирате, како да ги усогласувате, тие заостануваат, каскаат зад просечната плата. И од тука се наметнува потреба за, на некој начин, корекција. Велам, кога е 60%, повторувам, просечна пензија во однос на просечна плата, имаме мирна ситуација. Но со тек на време, 5-6 години така, паѓа на околу 50% и одново владите, без разлика од кој бил на власт, вршеле такви интервенции. Ова вака економски е така, но ние сега зборуваме за некои, да кажеме условно, вонредни економски ситуации, во кои што државата... Во редовни ситуации ние... ова што го говорите како економска теорија и пракса е применливо и тоа е така математички во
редовни и мирни економски времиња. Сега зборуваме повторно за времиња во кои светот, па и ние се соочуваме, нели, со ценовен притисок. И од тука моето прашање дали во вакви услови, кои можеме да ги сметаме, нели, за покритични, поризични, инфлаторни услови, ние посегнуваме по линеарен пораст на пензиите. А при тоа велиме дека порастот на платите за 10% кај работниците е многу и премногу и дека тоа ја урива спиралата и ја покренува спиралата. Не знам колку се разбираме. Платите 6-7 пати се зголемени. Ама за колку, професоре? За колку? За колку? Од 15... Еве, денес имаме изјава... Момент сега, да завршам, од 15 на 18.000, од 18.000 на 21.000 и така натаму. Не тоа мали. Добро, тоа се апсолутни бројки. Зошто е тоа толку битно, нели? Мислам дека тезата ја извлековме. Знаете зошто, да, ја извлековме тезата, но важно е за работниците, бидејќи се најавуваат, нели, протести околу Нова година, по Нова година, и пробувам да оценам, да видам економски дали платите се клучниот фактор за ова што го нарекуваме инфлација во моментов и со кое што се соочуваме. Инфлација од колку проценти? Од 4%, професоре, годинава. Добро, некои ја прогласуваат дека е, не знам, енормно висока инфлација, ние сме имале многу повисока инфлација. Знаете, кога беше 2,5%, велевме умерена инфлација, така ќе заврши оваа економска година. Потоа 3,5%, па потоа рековме да бидеме среќни ако околу 4%. Според вас како гувернер, да? Спомнавте зборот стабилизирана. Сметате ли дека инфлацијата е стабилизирана? Ќе ги кажам само последните ноемвриски податоци. Ноември годинава лани 4%. Така. Дали сметате, еве, како прв човек на Народна банка, дека можеме да говориме дека инфлацијата во Македонија е стабилизирана? Трендот во последните 4 месеци, земете таму од летото и така натаму, кажува дека не само што е стабилизирана, туку имаме месеци кога имаме дефлација. Имавме минус 0,2 во два наврати. 2 месеци беа тоа. Така. Но имавме и над 4%. Не, сега имавме едно зголемување, затоа што базата во минатата година, кога имаше мерки за ограничување на цените, беше пониска, од тука е повисокиот износ. Мислам, инфлацијата е стабилизирана кога ќе успееме очекувањата, како што реков, нели, и на домакинствата и на фирмите, да ги на некој начин укотвиме, да не очекувате дека ќе има хаос, дека постојано цените ќе растат. Мислам дека веќе тој момент сме го достигнале. Ево, нашите предвидувања, односно проекции на Народна банка, тука се и проекциите и на владата и на меѓународните финансиски институции, е дека во наредната година инфлацијата ќе биде нешто помеѓу 2,5 и 3%, а ние се стремиме во периодот, она што го нарекуваме среден рок, 2-3 години, таа да се симне на 2%, што одговара на историскиот просек на движење на инфлацијата кај нас. Ќе ве прашам за механизмите на Народната банка во борба, еве, во наводници фигуративно кажано, со инфлацијата. Сите прогнози што беа досегашни на владата се ревидирани во нагорна линија во однос на првичните. И за 2025 и за буџетската 2026 година. Тие прогнози се ревидирани нагоре во ревидираната нова фискална стратегија која што е во собранието. Ние и за годинава имавме прогноза 2,7% инфлација. Премиерот вели да бидеме среќни ако околу 4%, сега последното е 3,9% инфлација. За следната година требаше да биде околу 2%, ревидирана е повторно во нагорна линија инфлацијата. Може би ова прашање за министерот за финансии или за владата, ако ме прашате за Народна банка, ние исто така направивме нагорна корекција, затоа што имавме едно изненадување по намалување на стапките на инфлација во месеците февруари, март и така натаму, дојде до нејзино забрзување. Но да речам, инфлацијата се смири на некој начин, што е факт, тоа го спомнавме, така што од таму предвидените 3,5% ние отидовме на инфлација или проекција од 3,9%. Прочитав дел од извештаите на Народна банка, мислам ноемвриски, некој квартален беше или месечен, и ваши колеги економисти од факултет и од фелата економска аналитичари
веќе гласно говорат дека се соочуваме ние со растечка базична инфлација. Тоа е она инфлација што ги задира, што ги допира сите граѓани и дека веќе не можеме оправданието за инфлацијата домашна да го бараме во растечки цени на енергенси, на електрична енергија, на основни прехранбени производи. Следиме на берзите, се намалуваат нели суровини, основни зборуваме масла, масти, шекери и така натаму. Енергенсите исто така цената, на струјата исто така, тие надворешни ризици и фактори веќе поизолирано делуваат на инфлацијата. И што според вас? Јас ве прашувам вас како гувернер, кој фактор, што ја подгрева домашната базична инфлација? Вака сега, за да знаеме за што зборуваме, треба прецизно да ги дефинираме поимите. Базична инфлација технички се пресметува, технички, а не е тоа суштината, кога од индексот на цените, како што го пресметува статистика, ќе се одземат оние цени кои што се сметаат дека се променливи, често се подложени на промени и најчесто се формираат на берзите, тоа е храната и енергијата. Сега, и тука има финеси. Која храна? Дали процесирана, дали сурова и така натаму, и енергијата. Има, да речам, земји кои што некои го вклучуваат алкохолот, некои не го исклучуваат алкохолот, некои тутунот и така натаму и така натаму. Тоа е технички, тоа е на некој начин базична инфлација. Но базичната инфлација, ќе кажам за колегите економистички ги спомнавте, ќе ме разберат, е на некој начин, англискиот назив е core inflation, core, она суштината, сршта на инфлацијата, или underlying inflation, и кога сето тоа ќе го на некој начин проанализирате, се сведува на прашањата на распределбата, борбата меѓу трудот и капиталот во економијата, односно трката меѓу платите и цените. Тоа е суштината на базичната инфлација, тоа е по учебниците, тоа им го предаваме на студентите, тоа се дискутира низ часописи и така натаму и така натаму. Значи сега видите, ние за растот на базичната инфлација, ево и ние во Народна банка, јас сум дискутирал со моите соработници, века влие авионскиот превоз, нели? Авионскиот превоз пораснал затоа што луѓето повеќе патуваат, цените на билетите растат. И сега што има авионскиот превоз, прашувам врска со она што е базична инфлација, она што е домашен фактор. Значи, домашните фактори, внимавајте, доходите, не само платите, доходите има различни типови на доходи, има доходи од кири, има доходи кои што доаѓаат како дознаки од странство и така натаму. Не само што вршат, ја зголемуваат побрвачката, а тоа влие во известна мера на цените, но оние доходи кои што се пресметуваат како трошок кај предпријатијата, кај фирмите, се разбира дека влијаат, односно се на некој начин елемент на таа базична инфлација. Има и други фактори, но внимајте, ние треба да се, ево економистите нека објаснат како се случи ние за 2 години да изгубиме, односно бројот на вработени во текстилната, кожарската и индустријата за обувки од 36.000 да се намали на 21.000 за 2 години. Број на вработени намали. Да, бројот на вработените од 35.000 на 21.000. Има повеќе фактори, еден од нив растот на трошоците, затоа што имајте ако тие фабрики работеле по фиксна цена за доработката, нарачката, сега да растат трошоците, може и енергијата да биде причина. Знаете, професоре, кога цените на светските берзи, повторно за инфлацијата, растеа на енергенси, и некако лесно наоѓавме оправдание и велевме растат цените на јајцата, растат цените на јајцата и кај нас. Дури сега тоа логика... инфлацијата беше 19% кај нас, внимајте. Да. Ама ако сакаме сега па да направиме паралела во еврозоната е 2,2% инфлација. Добро, ние се трудиме ние сме со 4% инфлација. Се трудиме да ја симнеме и треба да ја симнеме до тоа ниво. Во тој контекст е моето прашање. Не сакав да кажам дека надворешните фактори веќе не можеме да се вадиме на нив, бидејќи не можеме, таму се случува со самообратен тренд од она што е кај нас. Не се случува обратен тренд. Кај нив инфлацијата беше... Кај нас растат цените, таму се намалуваат. Не, па и таму ние кога имавме месечна инфлација во крајот ноември 2022 година, кога достигна 18-19%, кај нив беше 8-9%. Повторно беше нашата двојно повисока. И ние ја симнавме на ова ниво, тие ја симна, сакаме да се
доближиме до таа стапка на инфлација. Знаете зошто? Затоа што нели имаме фиксиран курс на денарот, номиналниот девизен курс е фиксиран за еврото и секој отстапување на нашата инфлација од инфлацијата во еврозоната го апрецира билатералниот курс на денарот во однос на еврото. Тоа е вака овој позната работа. Сакав и тоа може да посебно влијае на конкурентноста на економијата. Едноставно да ве прашам, сметате ли дека овие цени што ги плаќаме во маркетите се реални? Властите велат вршиме постојани контроли, кој знае што се пишува во тие фактури, увозни, какви цени, ние можеме само да веруваме на зборот кажан од надлежните институции. Дали сметате дека плаќаме реални цени? Не случајно ве прашувам. Во Германија бев пред 2 недели. Чоколадо, иста грамажа, ист бренд, таму кошта поевтино отколку овде кај нас. Да не зборувам за тестенини. Овошје и зеленчук, професоре. Фотографиите ги имам. Така. Дали вие мислите, ви како човек и како поранешен министер за финансии, и како економист, и како гувернер, плаќаме ли во продавниците реални цени? Цените ги определува пазарот. Знаеме тоа, професоре. Зависат и од структурни фактори. Прво, да речам, овие малопродажните цени зависат и од конкуренцијата во трговијата. И трговијата на големо, и трговијата на мало. Јас и во друга прилика, кога беше поактуелно и во ова студио, нели ова прашање, минатата или она година пред неја, кога зборувавме, кажав дека треба да водиме сметка дека ние немавме проблем, ова не беше проблем, да речам, број 1, прашањето на цените на храната, пред 7-8 години, кога имавме 3-4 големи маркети во Македонија. Сега имаме 7-8 големи маркети, значи, по правило, по дефиниција конкуренцијата треба да е зголемена помеѓу нив. Дури гледаме се јавуваат и нови брендови, нови маркети, затоа што внимавајте, тоа е пазарно наднесување. Ако заработките во некоја дејност се високи, тоа ги привлекува инвеститорите кои што имаат пари да влезат во таа дејност и со тоа да ја зголемат, да речем, конкуренцијата. Кога велам структурни. Видите, Анета, сега и во народски да кажеме, јас да речам се движиме сите низ Скопје, возам и така натаму и така натаму. Знаете што забележувам? Забележувам последниве 2-3 години и така натаму, многу почесто автомобили со регистрација од натрешноста на државата. Сега дури тоа е повидливо откако се, знаете, една од претходните влади кога го зголемија бројот на регистарски таблички кои што беа групирани околу поголеми градови. Знаете што кажува тоа? Тоа кажува дека некои, да речеме, не мора да биле земјоделци, домакинства кои што произведувале храна на трешност, дали источна Македонија, централниот дел и така натаму и така натаму. Сега од една или друга причина концентрацијата е во главниот град во Скопје и тие наместо да произведуваат храна за себе, дури да имаат вишок за да понудат на пазарите, доаѓаат во маркетите. Сакам да кажам, проблемот е структурен, не можете само да комплексна е темава. Јас само сакав да прашам дали сметате дека овие цени ние мора да веруваме на институциите дека се реални, дека се пазарни цени, но кога ќе излеземе малку надвор на некој друг пазар, гледаме дека битни се некојаш плаќаме европски цени овде кај нас. Некојаш се битни се и релативните цени, односите помеѓу цените на различни производи, некојаш кои се субститути. Ќе ви кажам еден пример. Ви го спомнете примерот на чоколадото, јас само што не ви упадна во збор, не го направив тоа, да прашам дали зборувате за чоколадо од домашен производител, дали е тоа Европа или Витаминка. Мислам, тоа се нешто производители или сега некој од не зборуваме за увозен бренд и во Германија и кај нас истото, да не го кажувам брендот. Не е битно познати брендови. И имате ситуации сезонски, јас вчера забележав дека увозни мандарини по килограм се поевтини од што цената на јаболкото, кој што е домашен производ. Има такви ситуации и сега треба да се запрашаме на што тоа се должи. Јас токму тоа се запрашувам, професоре, тоа сакав да прашам, дали ние имаме регулација некоја во однос не на цените, во однос на механизмите за контрола што овие граѓани и колку плаќаат и зошто плаќаат во маркетите. Не да се регулира или замрзнуваат маржи или цени. Зборувам за контрола, систем на контрола на државата, а таа ги има механизмите
за да види дали има манипулативно однесување со цените, дали има злоупотреби во креирање на цените. Таков пристап државите во пазарна економија користат единствено само во ворени ситуации. А зошто вонредни? Зошто ни се пазарни инспекторати? Зошто ни се министерства? Еве, пазарен инспекторат имаме. Зошто ни се, ако не да имаат увид во фактури, да имаат увид во увозни и извозни фактури, договори меѓу трговеци, меѓу дистрибутери, еве да кажам. Мислам, тоа повторно пазарот најдобро го регулира. И велам, доколку има некоја, не дај Боже, катастрофа, поплава и така натаму, и трговците кои што продаваат некој основен животен продукт, вода, леп и така натаму, ги зголемат цените, да сакаат да профитираат на тоа, затоа што водата не е за пиење, тогаш постои, да речам, потреба државата да интервенира. Во нормални околности, ова што сега го кажувате ме подсетува на периодот пред 45 години, кога бев студент, вршев некои истражувања и се најдов во општината во која што живеем, правив интервју со еден службеник, доаѓа еден од двајцата собственици на сладкарница во Охрид и го моли службеникот за да ја покачи цената на кадаифот во неговата сладкарница. Мислам, тоа е одамна минато. Не ме разбравте, професоре. Ве разбрав многу добро. Не, ја не мислев ценовна регулација. Регулација на законско работење, не регулација. Ама што е незаконско? Ево кажете ми што е незаконско. Па контрола, дали законски, дали се е чисто. Еве, вие верувате дека е чисто. Можеби ние како новинари имаме сомнеш дека со одредени цени можеби се манипулира. Ама тоа го знае само државата и нејзините механизми. Знаете што, многу просечен граѓанин, и јас, би било многу поголема корист доколку државата регулира, контролира, гарантира безбедност на производите. Колку се безбедни. Имавме ние решение на антимонополска комисија, професоре. Колку има антимонополска комисија беше за нешто сосема друго. Не беше за ценовно здружување. Договор, ценовно договарање на тие невнимателно во Сојуз на стопански комори изјавија дека се договориле, односно донеле став да не купуваат од производители или трговци на големо кои што ги зголемуваат цените. Сосема е различно, многу ми е добро познато е случај, нека си ја вршат работата институциите. Добро, имавме решение, имавме казна и за комората, и за маркетите, и за учесниците. За тоа е. Ама и со таа одлука се влијае ценовно. За тоа е. Велам, подобро да државата да се занимава да прави инспекција, што јадеме, што внесуваме, колку има пестициди, какви се други материи има и така натаму, роковите, одошто да се занимава со тоа кој каква фактура добил. Добро, мојот став е поинаков, меѓу другото државата е платена да регулира и храната или безбедноста, и за тоа плаќаме институција. Тоа треба да биде основен тип на регулација, безбедноста на производите, другото е секундарно и треба да се применува единствено во вонредни ситуации. Добро, јас имам различен став од вашиот, бидејќи сметам дека институциите се платени да се извршуваат задачата како сите ние во приватниот сектор, постојано тоа што им е опис и попис на работните задачи. Ако велите дека е стабилизирана инфлацијата годинава, веројатно немавте никои проблеми овие 7 месеци, така 7 месеци сте гувернер на Народна банка, да водите битка за одржување, посериозна битка, сега говорам, нели, монетарна, за одржување на ценовната стабилност на домашната валута. Добро, вие имате став во прашањето. Ако имаме став и тоа е легитимно да си има став. Ќе ви кажам овој дека будно следиме што се случува, нели, со движењето на цените, на пазарите, и сме преземале мерки кои што на некој начин се насочени преку сигнали, дури некои по-ригидни мерки во врска, да речем, со банкарскиот сектор, се со цел да се придонесе за стабилност и на цените, макроекономска, односно ценовна стабилност и за финансиска стабилност. Така што не сме поминали толку лесно, иако станува збор за мал период. Затоа што рековме, се соочивме со еден период на забрзување на инфлацијата, токму во тие месеци што ги спомнате таму, летните месеци, со стапувањето на функцијата. Има доста предизвици, и има како да кажам, овој простор за делување. Гувернере,
во експозето и во едно од првите ваши изјави и јавни појавувања беше дека давате поддршка на политиките на власта, особено кога се работи нели за стратешки проекти кои треба да имаат додадена вредност, кои треба да кренат економијата, и дека Народната банка е тука да ја даде таа поддршка на фискалните политики. Сега повторно ќе речам 7 месеци подоцна. Дали фискалната политика ја оправда вашата доверба и вашата поддршка, што вие експлицитно ја дадовте и во тој даден момент дури имавте одредена политичка оценка за вашата изјава, дека го направивте чекорот со кој се навлегува во рушење и уривање на независноста на Народната банка. Беше дури и така протолкувана, но вие бевте свесен Може за тоа. коментар за тоа? Не, јас бев свесен Бевте затоа што свесен. го знам законот за Народна банка. Тие што критикувале не го знаат законот за Народна банка, нека само првиот член да го прочитаат. Кој е мандатот? Кои се задачите на Народна банка? Не, јас во случајов не велам дека со таа изјава вие уринавте. Јас прашувам... Тоа е напишано, Анета, тоа е напишано во законот за Народна банка, дека основна цел на Народна банка или основни цели се ценовата стабилност, финансиската стабилност и поддршка на економскиот раст. А економскиот раст се остварува, меѓу другото, и со политики на владата кои што се наменети за поттикнување на растот. Значи, јас само го цитирав законот и затоа не бев засегнат. Знаете, сега не можете на сите да им одговарате, не е моје да се расправам со секого. Да, но поинтата на моето прашање, ќе одговорам. Овој дел беше во контекст на тоа што вие бевте свесен, што кажувате, и дека тоа може дневно политички да се проблематизира, но сепак дадовте отворена поддршка, зборуваме во делот на проектите битни и развојни. 7 месеци подоцна, дали фискалните политики ја оправдаа вашата доверба и отворена поддршка што им ја дадовте? Фискалната политика. Краток е период. Во 7 месеци, знаете, можете да имате 1 или 2 циклуси на исплати за проектите кои што се во тек. Мислам, од оние мега проекти. Дали е тоа коридорот 8 и 10D, автопатиштата, понатаму некои други до изградбата, односно довршувањето на автопатот Кичево-Охрид, кој што чинат пари, и владата, нели, со буџетот и со ребалансот има проектирано колку ќе биде или колку е неопходно задолжувањето и надвор, а сега ова минатата година, покрај она половина од унгарскиот кредит, имавме потреба од задолжување на домашниот пазар. И ние, што се вика, на дневна, на неделна основа, некојаш и јас лично со господјата Димитриевска Кочовска, согледуваме кои се потребите да може и во рамките на поставеноста на монетарната политика, Министерството за финансии да ги обезбеди неопходните средства на домашниот пазар за да го финансира буџетскиот дефицит. И ево, многу теми отвараме, многу теми, професоре, тоа е одговор на прашањето. Тоа е одговор на прашањето. Сме во координација за да може да се обезбеди ликвидност на буџетот. Тоа е директен одговор на вашето прашање. Јас не знам како поинако би помогнале. Што значи ова сме во координација да се обезбеди ликвидност на буџетот? Видете, секогаш и секаде гувернерите и министрите за финансии, односно народните банки и Министерството за финансии тесно соработуваат за да ги на некој начин усогласуваат монетарната и фискалната политика. Кога велам ликвидност на буџет. Министерството за финансии, ако има проектирано 4 или сега 3,5% буџетски дефицит, тој од некаде мора да се изфинансира. Знаете, преземени се обврски. Во финансискиот систем, посебно во банкарскиот сектор, постои ликвидност, постои дури вишок на структурна ликвидност. Дел од таа ликвидност ние повлекуваме Народна банка за да се одржи, како што рековме, и финансиската стабилност, а дел користи преку аукциите на државни хартии од вредност Министерството за финансии. Ама ги знаеме овие технички патишта за обезбедување на дневна, среднорочна и долгорочна ликвидност. Моето прашање беше финансирање на буџетски дефицит. За дефицитот. Моето прашање беше дали фискалната политика ви помогна или ви одмогна. Зошто го прашувам ова во одржување на ценовната стабилност, односно стабилност на курсот на денарот.
Сите владини проекции се пробиени, професоре, гувернере. Во која смисла? Сите, еве во која смисла. Спомнавте буџетски дефицит 3%, 3,5-4% годинава. Не, и не за следната... знаеме, мислам дека ќе биде, не, мислам дека колку беше проектирано? 4 беше, ќе биде проценката ќе меѓу биде 3,5 и 4% буџетски дефицит. Раст на бруто домашен производ, еве најклучниот параметар, 3,8 требаше, 3,9% годинава, ќе завршиме со 3,2 велат економистите, владата очекува 3,5 годинава. За годинава зборуваме 3,5. Капитални инвестиции во два наврати, односно и со ребаланс на буџет, скратени, и она клучното на кое што вие еднашка потенциравте, односно во едно од своите први настапи, златното правило фискална дисциплина, кое вели капиталните да бидат поголеми од буџетскиот дефицит. И ја пресметав, например, крај на октомври, капитални расходи 350 милиони евра, буџетски дефицит 431 милион евра. Овие клучни постулати преку бројки се ова преку кои се гледан или трендот на буџетската политика, на економската политика. Се од ова е пробиено. Не е исполнето како таргет. Добро, не можете секогаш да очекувате 100% исполнување. Генерално, нели генерално, барем во овој период, мислам дека тоа е очигледно, нема некое негативно влијание од фискалната политика во ценовната макроекономската стабилност. Мислам, тоа и се чувствува. Така што, доколку има, ние повеќе бевме концентрирани на еден процес, нели, на задолжување кај секторот домакинства и кај предпријатијата, и од тука донесовме или ги дополнивме макропрудентните мерки во летниот период од аспект на, да речам, оние коефициенти на задолжување, на посебно кај стамбените кредити, што е познато за јавноста, не се повторуваме сега. Во ред околу задолжувањето и посебно прашање за оценка за стабилноста на девизниот курс на денарот, па малку и околу банките, ќе поразговараме во вториот дел. Почитувани, овде правиме една кратка пауза и продолжуваме со емисијата. Останете со нас. Гувернере, да го заокружиме овој дел со инфлацијата, преку оценка на девизниот курс на денарот, ако констатираме дека инфлацијата кај нас се стабилизира, но во моментов таа е двојно повисока од во еврозоната и таа е далеку повисока од нашиот просек што го имаме историски на инфлација од 2,7% сите овие години. Како ќе го оцените курсот на денарот? Во јавноста, дури и меѓу учени економисти, единствено фокусот е ставен на она што се нарекува номинален девизен курс. А тоа е паритетот во кој што домашната валута се менува со странските валути. Кај нас номиналниот девизен курс е врзан со еврото, претходно беше со германската марка, со уведувањето на еврото како валута во 2000 година, врзувањето е со еврото. Покрај номиналниот постои категорија реален девизен курс. Реален девизен курс, кој што зависи од висината на номиналниот девизен курс и движењата на цените во домашната економија и во странство, особено за земји кои што имаат де факто фиксен, како што имаме ние девизен курс, во еврозоната. Значи, номинален и реален девизен курс. Кај нас номиналниот девизен курс е стабилен, е фиксиран на 61,5 денари, како што ние го искажуваме, со мали, мала, да речеме, мал канал на движење нагоре или надолу. Последната корекција беше во јули 1997 година. Она што ние сме успевале и успеваме да го држиме на тоа ниво, непроменет девизниот курс, се должи, тука нема никаква мистерија, на тоа што сме имале инфлација во целиот период, како што вие самите кажавте, која што била близу до инфлацијата во еврозоната. По финансиската криза, нели, кога централните банки на големите економии масовно интервенираа
со зголемување на маста пари во оптек и така натаму, инфлацијата дојде со задоцнување. Нели немаше во почетокот инфлација, па се надобра за тука пандемијата, војната Русија, Украина и така натаму, и видовме дека оној период на модерација, на умереност, на некој начин заврши. Сега, да се вратам кај девизниот курс. Она што ние го подразбираме, или јавноста што е интересира, номиналниот девизен курс кај нас е основно сидро, клучно сидро на монетарната политика, која што обезбедува предвидливост и на која што ние темелиме стабилноста и на цените. Ако до пред 10 години, вие добро ќе се сетите, имало дискусии и предлози од ова студио, 10-15 години имаше разногласие, некои сметаа дека треба корекција и така натаму. Добро е што по моја проценка сега можеби не е прецизно, но последнава декада веќе стигна било какви гласови за евентуална промена. Значи, постои консензус, односно постои увереност дека било каква корекција на курсот, на номиналниот девизен курс, би предизвикала, никому не користи, нема воопшто да донесе корист, а би предизвикала штета. Ајде сега за реалниот зону, за кој што велиме дека во моментов е домакинствата, кај фирмите и така натаму. Значи, постои консензус. Нашата, само да кажам, дозволете ова е битно, нашата политика, определба и на Народна банка е овој фиксен, де факто фиксен девизен курс на денарод и понатаму да остане стабилен, да остане сидро на односно на монетарната политика, затоа што добро и служеше и служи и понатаму ќе служи на македонската економија. Не гледаме никаква корист, да би се предизвикало штета доколку би дошло до кај нарушување. Сега, во периоди кога имате повисоки стапки на инфлација, одошто групата на земји со која што се врзува валутата, полека бележите, тоа ние експертите го нарекуваме реална апрецијација. На некој начин јакне вашата валута. А сега, јакнење на валутата не е секојаш добра работа. Знаете, и кога американскиот долар е силен во однос на другите валути, тие прават се да го спуштат, да го омекнат малку, затоа што тоа го погаѓа американскиот извоз. Дури и Швајцарија, кога сите бега во швајцарски франци некаде пред пандемијата, го фиксираше на 1,20 евра курсот на швајцарскиот франк, затоа што не им одговара тоа, го поскапува извозот. Сега, зошто е нашата определба, дури јас би рекол, за агресивни, на некој начин агресивен настап за симнување на инфлацијата под 3%. Затоа што во последниве неколку години ние имавме реална апрецијација на денарот во однос на еврото, токму заради разликите во инфлацијата. Добро. Која што беше. Сега, што значи тоа? Таа реална апрецијација не е нешто, да речам, драматично или да речам опасно, туку полека ја нагризува конкурентноста на македонската економија. Значи, нашите стоки стануваат поскапи за странските купувачи, а од друга страна, странските стоки стануваат поевтини и тоа негативно влијае, негативно влијае на нето извозот и на некој начин негативно влијае на некои сектор, некои гранки, кој што ја спомнав на текстилната индустрија, каде што може и тоа да биде фактор за стагнација или губење на работно место. Добро, еве пак споминавте поагресивно делување за намалување на инфлацијата, веројатно мислите на сите фронтови. Ево, да кажам монетарната политика. Ние од февруари Народна банка ја немаме поместено она референтна каматна стапка, што се рекува на благински записи. Значи, немало мерки за олабавување, туку политиката останала константна. И не само што останала константна, дури имавме некои макропрудентни мерки, како што спомнав, онаму кај што почувствувавме известна прегреаност во однос на кредитирањето на населението пред се стамбената изградба, каде што преземавме некои релативно благи мерки за кои што би придонеле прво за насочување на штедењето на граѓаните, тоа преку банките кон денарско, наместо девизно, и тоа се забележува во билансите на банките, кај депозитите,
и на некој начин заострување на условите за кредитирање на стамбената изградба кај лица кои што веќе поседуваат стан или куќа, купуваат како инвестиција, на некој начин да ги затворат, што се вели народски парите, или па шпекулираат да купат недвижност, да ја чуваат во очекување дека цената и понатаму ќе расте. Така што тоа се мерки кои што на некој начин се видливи. Професоре, каква е состојбата со девизните резерви на државата? Девизните резерви во моментов се за 50% повисоки ако се споредат со 2019 година. Значи некаде близу 4,9 милиарди долари, сосема евра, се извинувам, сосема комотно ниво да гарантира стабилност на девизниот курс, доколку се укаже потреба во определен временски периоди за интервенција. Видите, во периодот на пандемијата, Народна банка, заради потребата од интервенции, како што беа состојбите на девизниот пазар, нели нарушувања, интервенираше, односно ги намали своите девизни резерви, но во наредните 2 години сето тоа е компензирано и сега доколку има еден репер, нели, еден критериум дека девизните резерви треба да обезбедат најмалку 4 месечна покриеност на увозот, кај нас во моментов е 4,16 сите меѓународни стандарди. Каква е состојбата со депозитите на државата? Лани според податоците што ги видов од Народна банка, значи ова зборима е за депозити на држава, 1 милиарда евра биле крај на декември лани, крај на ноември годинава 610 милиони евра. Во евра зборувате. Во евра ги препорив. Видите, депозитите се, како кажам, динамичка каtegорија. Ова се пари на државата што ги чува во Народната банка, така вие сте чували. Ево, например, сега државата издава евроврзница, нели? Добро. И тие легнуваат на сметка на државата, на Народна банка, зашто Народна банка е банка на државата, како што е банка и на банките, така? И не, тоа е јасно, професоре, ја прашувам причината која е. Причината па за ова салдо. Ама ево, да речеме сте издале евроврзница 700, како што сме имале во минатото. Добро. Сте издале евроврзница од 700 милиони евра, тие легнале го зголемиле депозитот на државата кај Народна банка, ама после 2 недели сте исплатиле евроврзница која што стигнала за, значи тоа се плаќање редовни на државата. Сакате да кажете дека ова намалување за 39 до 40% така над депозитите на државата не е сигнал дека имаме проблеми со буџетските трошења и со ликвидноста и фискалните политики? Не, затоа што тоа е како нашите трансакцијски сметки. Но значајно е намалувањето, професоре, 40%. Ама сега нормално никој нема право на увид во вашата сметка, така? Ама во се наши државни пари. Кога ќе земете, различно е, ама има јавни пари се, не зборуваме за пари на слушајте ме. Одредени поединци, така. Да се разбереме. Кога велам нема никој увид, вие кога ќе земете платата, вашиот депозит, односно салдото на вашата сметка расте и после ќе почнете да трошите. Ништо не е различно кај државата. Не зборувам сега за јавни или приватни пари, така? Значи, не, добро, различно е малку така сега, не малку повише. Или пак депозитот на државата расте на 25 во месецот кога се уплаќа ДДВ, така? Се намалува кога државата врши исплати, кога државата врши плаќања. Оваа сума да беше за 10-15%, можеби немаше да го потенцирам како прашање. 40% помалку, значи вие велите дека нема, ова не е сигнал дека нешто имаме проблем и повлекување на државата од своите депозити за тековни трошења. Ама депозитите, видите, државата не е тука за да штеди. Како може сега државата? Професоре, државата за овие депозити, нели, одредена камата зема, но сакам друго да кажам. Ние паралелно со ова повлекување, споменавте и вие, земавме унгарски кредит, па се задолживме во една приватна банка, па домашни задолжувања, па граѓанска врзница. Малтене се случи 2-3 недели поред по 30 на милиони евра се задолжувавме. Дел од нив и за раздолжување се разбира. Тоа се текови, значи не е тоа салдо. Зборуваме за текови. Постојано има приливи. Ама тековите покажуваат некој тренд, нели? Може да бидат сигнал за нешто. Постојано има приливи, значи има приливи од наплата на даноци, други
приходи на државата, ама има и одливи затоа што Добро. се исплатуваат Значи, плати, според вас, пензии. ова не сигнализира никаква состојба не. во фискалните Не во политики? никој случај, затоа што сега, да речеме, со успешно издавање на евроврзница во јануари, драстично ќе се зголеми депозитот, но мислам дека за недела-две ќе се намали тој депозит, затоа што ќе стигне за отплата обврзница издадена пред 5 години. Сега, околу банките, што ве послушаа до сега банкарите гувернери? Вие и малку надеж кај граѓаните дадовте кога рековте дека ќе направите се да се намалат тие давачки што ги имаме во откон банкарите, бидејќи не постои, мислам, човек што по некој основ не должи нешто на банка. Што до сега ве послушаа банкарите? Видите, банките се една од најважните институции, да речем, во финансискиот систем и нашиот финансиски систем во се уште на ова ниво на развиеност доминираат банките, односно почива пред се на банките. Тука се и небанкарските финансиски институции, како што се фондовите, пензиските фондови, осигурителните компании и така натаму, но банките го имаат лавовскиот дел во она што се вика актива на тој финансиски систем. Банките се наш партнер. Банките се партнери на Народна банка, банките се партнер на државата, банките се партнер систем, банките се партнер на компаниите, на домакинствата и така натаму, интермедиери, институции на кои што ги доверуваме на чување, некогаш и на оплодување нашите пари и така натаму и така натаму. Тоа се познати работи. Видите, јас при првата средба што имав во Македонска банкарска асоциација, тоа беше првата недела од мојот мандат, изразив или споделив едно чувство со банкарите дека македонските граѓани во тоа време, зборувам за јуни, минатиот јуни ова година, македонските граѓани се незадоволни од две работи или најнезадоволни од две работи. Високите цени на производите на храната, маркетите, тоа беше тема, и од банкарските провизии. И велам, може би е добро да согледаме зошто таа ситуација да се одржува и не дај Боже да се влошува затоа што не е во корис на имиджот на овие институции. Така кој сака да биде на некој начин така обележан во јавноста. И рековме дајте партнерски настапиме, ево, ова веќе повторам она што се случи. Сето тоа е блиска историја. Ние како Народна банка, вршејќи некои операции преку системот за поравнување, кратенката е МИПС, нели, Македонски интербанкарски платни, ќе намалиме дел од она што вие го плаќате, дајте очекуваме да го пренесете тоа, да ги намалите давачките кон граѓаните и фирмите, но нешто и да отштрбнете од својата заработувачка, дополнително да ги намалите. Верувајте, кај поголемите банки, можеме да бидеме задоволни од тој прв чекор. Некои од поголемите банки не само што 100% она што го добија со намалувањето на нашите давачките кон Народна банка, туку дополнително отидоа 15, 20, 30% и со сопствени средства, откажувајќи се од сопствена заработувачка. Имаме тенденција на намалување на провизиите. И сега, видите, ние имаме таму колку 12-13 банки. Различно е. Кај поголемите банки една ситуација кај другите, но сепак од она што го имаме како сознание. Ако некои банки, да речеме, она мобилното банкарство за во рамките на самата банка трансфери плаќања го направија бесплатно. Претходно имаше шаренило, некаде беше бесплатно, например во банката што јас се користам беше бесплатно, во некои други банки се наплаќаше. И има тука заштеди за граѓаните и за фирмите, посебно за малите компании. Ние рековме дека тука не застануваме. И јас, прекинувајќи го летниот одмор, имав летен одмор од 5 дена, еден ден од тие 5 дена искористив за пресконференција, која што промовирав измени во законот за платни системи, со кој што ние сакаме една сметка која што постои во законот, но заради низа ограничувања, воопшто нема никаква улога, не е користена, таа е платежна сметка за основни функции, нели? Само 180 такви сметки се користеа, заради низа ограничувања да ги прошириме незините функции.
И подготвивме законски измени, тие се доставени на мислење до Министерството за финансии, затоа што видите Народна банка може само да инициира. А кога ги доставивте до Ние не може финансии? во септември. 17 септември. Нели, Министерството има и други проекти и така натаму, ние разговараме, имаме уверување дека во првите месеци од 2026 година ќе дојде до тој диалог, да погледнеме како тоа се вклопува во нивната политика. Очекуваме се во интерес на граѓаните и посебно на микропредпријатијата. Например, една сметка да можете да одберете, треба сами да се одлучите, таа е основна сметка за платежни функции, може да имате и друга сметка, сега не можете. Понатаму може да влегувате во минус на таа сметка, да имате одреден број на трансакции бесплатно, да имате дури рековме 4 подигања од банкомат со ограничена вредност од банка која што не е ваша, затоа што сега видите доколку вие подигате на банкомат готовина од друга банка, плаќате високи провизии. Да, се плаќа провизија. Сето ова вака што го зборуваме наративно се гледали во билансите на банките, во приходите, например, од наместоци од провизии. Во првата полугодие од годинава 56 милиони евра банкарскиот сектор наплатил од провизии на доместоци. Немам точен податок, но во еден од извештаите или информациите до мене од страна на сектор што е за платни системи, има информација дека доаѓа до намалување на уделот на провизиите во вкупните приходи на банките. Не бе, разговаравме пред да влеземе, одржу апликација за мобилно банкарство 75 денари, одржување на трансакцијска сметка 40 денари, некој на доместок, не знам каков, на некоја од моите картички 70, една е до душа, 70 денари секој месец се наплатува. Не знам дали граѓаните ги почувствува овие напори и бенефити. Мислам дека само што најавивте интервенција во провизии, се случи дел од банките испратија на клиентите своји пораки дека еднократна наплата 120-130 денари за одредени трансакции мобилни во зависност од сумата. Сакам да кажам, сигурно бараат алтернативи ако некаде попуштат на друг начин да го надокнадат тоа што го имат, па затоа реков билансите на банките, приходната страна ќе ни покаже дали на вистина се случила некоја промена за граѓаните. Ке имаме информација за тоа. И завршувам, професоре, сакам да прашам околу Алта банка. Го помина филтерот на Народната банка. СДСМ побара деновиве финансиско разузнавање и финансиска полиција да отворат истрага, како што велат крајно сумнително преземање. Видите, се политичка партија и имаат право да покренуваат иницијативи, да бараат од органите така натаму. Јас можам да уверам дека процесот на минуциозни контроли, проверки на подносителот на барањето, прво беше платежната институција, која што е дел од таа групација AltaPay, и на актерите, течеше 4 месеци. Мислам, знаете, што се вика, сите информации прибирање. Кога заклучивме дека можеби е подобро да му сугерираме на подносителот, наместо платежната институција, да се јави банката, Алта банка, која што е дел од таа Алта групација, која што има дозвола за работа во Србија, тие тоа го направија и тогаш дадовме дозвола, уверени дека носиме правилна одлука, тоа го потврди Комисијата за хартија и од вредност, кој што исто така изврши одредени проверки. Имаше секакви, да речем, паушални информации, наводно дека Европска централна банка, тоа сакам да прашам, дали е точна информацијата дека Европска централна банка има поведена постапка за предмет за Алта банка? Алта банка заедно со една друга институција, веројатно координирано, откупиле од една австрийска банка некаде близу 20%, по помалку од 10%, 10% е бил максимумот од акциите. И не известиле навреме, него известиле навреме австријскиот регулатор. Ние се обративме и имаме и мислење од Европска централна банка и од австријскиот регулатор, мислам, не одиме случајно. И какви се мислењата, позитивни се за... И внимајте, австријскиот регулатор ги казнува со тоа што им го суспендира правото да учествуваат во одлучувањето.
не им го на некој начин негира правото да извршат откуп на акции во Адико, и сега доаѓа до судски процеси, така натаму и така натаму. Едниот партнерот, друга е платежна институција, ги продава своите акции и со тоа веќе нема предмет. Знаете, тоа е всушност она... Не, јас прочитав обвинување, имаше информација обвинување професоре за перење пари. Дека Европската централна банка има поведено постапка. Тоа е невистина и подобро вака да не се кажува тоа со сигурност, затоа што е неточна информација. Да било такво нешто, ние немаше да дадеме дозвола. Да, Кадиевска Војновиќ, поранешната вице-гувернерка, нели како член на управен одбор, па се повлече после пресконференцијата својата номинација. Кадиевска со години беше таму советник. Знам, да. Во Стопанска банка Битола. Но зборуваме сега за новата екипа на Алта банка. Ама тоа се персонални работи, ние не треба да се мешаме. Не знаеме нели какви услови биле понудени, дали била задоволна, не била задоволна. Ние во тоа не навлегуваме. Добро, во моментов имаме ли вонреден надзор, како да кажам, некоја ревизија вонредна во некој од банките? Вонредна зборуваме, не редовни што ги правите? Не, мислам имаме редовни супервизии, има одредени банки кон кои што се преземени некои поголеми мерки на, да речеме, во однос на барањата за капиталот и слично, но токму Стопанска банка Битола беше една од оние банки кои што 7 години беа под засилен надзор и дури во последните 2-3 години имаше забрана за било какво кредитирање. Знаете, и мислам дека е добро и за финансискиот систем во Република Македонија, што конечно се реши тоа прашање, затоа што таму и собственичката структура, видите, во еден момент тие не можеле да одржат собрание. Беше проблематична и мислам дека тоа е, јако е банка со странски капитал, таа е домашна банка, како што се и сите останати банки во Република Македонија, освен една. Значи, вака поедноставно, новинарски проблематична банка во моментот дали имаме во банкарскиот сектор? Не, има некои банки кои што се, како да кажам, помалку профитабилни, некои кои што се на граница на профит, но ние имаме, што се вика, крвна слика или рентген слика за сите и неопходните мерки се на време преземени. Значи, сепак има на сила одредени мерки за одредени банки? Не, секогаш имало. Секогаш имало одредени мерки во смисла на зголемени барања за собствениот капитал. Ако сега, например, внимајте, ако е онај базелскиот критериум 8% адекватност на капиталот, тоа е капитал на акционерите. Кај нас достигнавме во ноември 19,6 за банкарскиот систем. Имаме банки каде што тоа е над 20, 24, 25. Да, но не се тие проблем. Проблем се ако е под... видите, тоа е ограничување. Тоа е ограничување на банката, кога Народна банка, заради тоа да е зголеми, или да ја намали неизвестноста за некоја банка, да не завлезе во тешкоти, тоа е дополнителен трошок за собствениците. Самата банка, за собствениците. За собствениците, да вложат повеќе собствен капитал. Трајко Славевски, гувернер на Народната банка, ви благодарам за ова интервју. И јас благодарам. Почитувани, овде завршува интервјуто со гувернерот. Од мене пријатно, останете со нас, следуваат вечерните вести.